Точно имаме проблеми како секоја држава која е транзиција. Иако и јас сум многу позитивно расположен од пред завчера, кога беше што донесовме конечна одлука да станеме членка на НАТО, и мислам дека е тоа фантастична вест за нас кои цело време работевме, некогаш и со грешки, граѓаните да ги водиме напред, а за сите радикални, екстремни струи, мислам дека пред 48 сата завршија нивните лоши соништа, без обзир од каде доаѓат. Понатаму више е јасно дека суверенитетот и интегритетот на нашата држава се во вклоп на глобалните сигурносни системи како што е НАТО. За второто прашање, мислам дека од следната недела можеби ќе започнеме разговори со нашиот коалиционен сегашен партнер СДС и ќе видиме. Дали е возможно да настапите заедно коалициски уште на самите избори? Не затварам врата и за такви разговори, но сигурно и оние и ние имаме наши предвидувања за ситуацијата. Мислам дека имаме уште време за тоа да разговараме. Инаку јасно е дека би препочитале први да разговараме со партиите што сме у коалиција, па после ќе видиме. Која партија ви поблиско од македонскиот блок во моментов, СДСМ или ВМРО? Не може така погрешно ќе се сфати ако одговарам поблиску. Многу е јасно дека председателот на СДС има огромни заслуги за ова што ни се случи и мислам дека повеќе можности поотворено можеме да разговараме за одредени проблеми што ги имаме. Господин Дачи, дали ДПА ќе го поддржи новиот закон за јавно обвинителство? Да. Немаме тука, се договоривме дека ќе го поддржи. Уште едно прашање, дали е возможна коалиција помеѓу албанските партии кои во моментов се наоѓаат во опозиција? Не верувам дека ќе има можности за такви коалиции. Наш опонент, кој ние сакаме да го победиме и да ги однесеме во опозиција, се ДУИ. Мислам дека е ненормално една политичка партија повише од 15-16 години да биде на власт, тој ќе им годи и на нив. Политичката битка на следните избори помеѓу албанската партија ќе биде, верувам, помеѓу ДУИ и ДПА. И верувам дека ДПА овој пат ќе ги победи ДУИ, а знаете дека и ние не е услов, како да кажувам, мислење имаме дека ако и СДС сакат да почнат сериозни разговори со нас, треба и да имат јасни пораки дека не планират ДУИ да ги имат више во власта.